Ајде. Пуштено, сега ги ти кажам. Значи, вака, сега луѓе се знаеме кои сме, што сме, да не се представуваме. Сакавте прашање да поставите, ние сакавме да поставите прашање, вие поставувавте, ќе ги одговараме, вајда нема да биде нешто предолго, докај саат и нешто планиравме. И да почнеме така, може Антонио? Може, слободно. Не знам од кого се прашањата, ги немам запишано, ама по ред се, како што беа поставувани, па ајде идеме со ред. Најдобар начин за редуцирање на загуби во bear market и дали дел од крипто да се префрли во стейблкоин, DCA или има нешто друго за да не биде толку болно. Да го снимавме ова пред неколку дена би рекол стейбл, ама што се случи со стейбл, пак DCA изгледа најдобро и чувај у биткоин до нареден циклус. Ја бев тој што викаше цело време стейбл, ама видовме дека може да ги изиграат. И сега мене ако ме прашуваш стейбл во ред, тоа си го право, разликата помеѓу останатите стейблкоини и Луна е тоа што Луна беше логоритмички практично со равенка обид да се направи на некој начин равнотежа помеѓу Луна токенот и Тера токенот. Но доколку ги земеме останативе USDT, USDC и BNB, еве, како најголемите, BNB, Binance Coin, практично стейблкоини што го имаат, BUSD, значи тие се сите покриени еден размер со долари. Тоа значи дека доколку мене ме прашуваш, значи проблемот во Тера Луна беше тоа што ние го нападнаа со тоа што они немаа покритие целосно во долари. За разлика од тоа, овие три стейблкоини, значи било кој може да провери информацијава, се целосно обезбедени или во долари или долари деривати. По превод, да речем, купени обврзници од државата по противвредност на долари, како што има во случајот со USDT. Ама со USDT е па зезна до тоа што не знаеме што е и како. Они цело време нели тврдат. Имаме Тоа е проблем. Тука е, али ако ги гледаме овие другиве, USDC, Binance USD и на Gemini како им е стабилната, на Gemini веќе мислам дека и тоа е тоа, дека подобро не може да биде. И Binance мислам дека не може подобро, заедно со USDC. Се друго што ќе искочи, дури и овој на Cardano што се гради, и тој ќе биде джет. Математички ќе видиме, значи треба да се докаже нормално. Сега во однос со тоа, ако може да се навратам само на момент. Значи, она што мене ако ме прашувате, имате многу поголем ризик да ви ги замрзнат средствата, отколку што имате ризик да се случи она што се случи со Тера. Значи, ова за Тера беше исклучиво, доколку гледате сега, нели, ако следите цела ситуација, буквално го направија како пример за да може да воведат законодавство на стейблкоини. Значи, нив им требаше едно жртвено јагне, за да може да докажат, гледате, стейблкоините не се стабилни и за тоа мора да направиме законодавство за истите. А проблемот што е со USDC, ако видовте, имаше хак пред една година, во оној временски период во летото 2021 година, и што се случи? Значи, луѓето го продадоа биткоин и во замена на USDC, но им ги замрзнаа USDC. Тоа е најголемиот проблем. Што компанијата USDC има право да го замрзне било кој токен на било кој волет било каде во светот. И има целосен тракинг за тоа што е блокчейн. Тоа е најголемиот проблем ако мене ме прашуваат. И затоа многу луѓе ја сакаа UST, поради тоа што не е под директно влијание на американската влада и не може да ти ги замрзнат кога сакаа. Тоа е најголемиот проблем. Добро, тоа како проблем го има Coinbase. Затоа и е само Coinbase. Да е само, значи они може да го принудат било кој во било кое време доколку има криминална позадина на тоа што си го направил, на пример, доколку најдат дека пример USDC си го извадил од миксер. Може да ги замрзнат во било кој време, било каде. Значи имаат посебни оделенија што работат исклучиво криптокриминал. И буквално имаат следење на целиот блокчейн технологија и може да најдат кој каде префрли што, и ако е поврзано со било каков криминал, ги блокираат. Истото се случи и со терористичките организации. Значи, на пример, имаше за ISIS еден куп портфолија што праќа огромни суми на стейблкоини, биткоин, етериум, и сите беа замрзнувани кога ќе се дознае дека се било како поврзани со волети што соработувале со ISIS. И тоа е најголемиот проблем, пошто централизирани технологии од тој тип може да бидат блокирани, посебно кога станува збор за менувачници, како што се Kraken, како што рековме, CoinDesk или Coinbase и останативе. Така, само што нас тоа не би требало да ни интересира. Ако некој се занимава со нешто, пак на крајот денот кеш си е кеш, блокчейн леџер. Така да
тој што сака да прави нешто, нека си се држи до старо. Право си, но знаеш што се случи, например, на руска популација, дали го виде тоа? На Coinbase, на сите луѓе кои што беа практично логирани, направено профил со руски пасош, им ги блокира. Имаше повеќе од 20.000 профили блокирани само затоа што се руски државјани. Не ги ни прашаа дали се у војска или дали се поврзани со Путин, им ги блокираа на сите профилите и им го земаа криптото како репарација за Украина. Значи, сакам да кажам, генерално посебно стейблкоините, оние моментално кои што ги имаме, мене ако ме прашувате, многу постабилно е да си ги чувате на хард диск, на хард драйв, во фиока, во типот на Ethereum и Bitcoin, колку да ги чувате во противвредност на USDC, кај што во било кое време само поради државјанство може да те блокира. Значи, тоа се случи моментално. Па тоа се случи и Binance истото им го направи на Русија, така да кога го прави Binance како полиберални Gemini и овие други е нормално е тоа. Микрокапови и колку истите имаат шанса само извини, сакам да покажам чартов ако не ти е проблем. Уствари чартов беше спремен баш за таа причина. Значи многу дел од прашањето беше конкретно за стейблкоините, но дел од прашањето е што уствари е попаметно, дали е DCA, дали е слично. Сега не сум од гледачите колку ги имаат гледано кај мене видеата за DCA, долар cost average, односно нели, купување во одредени зони и продавање во одредени зони. Значи доколку го имаат гледано второто видео DCA 2, каде што објаснуваме на логоритмички чарт на биткоин. Значи доколку го погледнете моментално, тоа е во централниот дел во екранот. Значи ова што гледате моментално се уствари зоните, оние црвени доле, каде што е добро да се акумулира и овие зелени каде што е добро да се продаде. Како што може видите до сега самиот логоритмички приказ комплетно се придржувал во овие Фибоначи левели и досега на пример многу од луѓето во светот, посебно оние искусни трговци го користат истиов. Како што може видите имаме 5 левели надоле и 5 левели нагоре освен средниот. Значи чисто поради тоа што прашаа како би било добро за стратегија. Ако мене ме прашувате, макростратегија би било овој логоритмички приказ на биткоин, каде што секогаш кога се наоѓа во овие долни три линии, значи чисто кажувам како јас и мојот тим акумулираме, е добро да се акумулира биткоин исклучиво Ethereum. Како се движи нагоре кон оваа средна линија, тогаш се приклучувате кон кон останатите коини blue chip, на пример Cardano, Sol, Ripple, зависи кој, нели, што посакува. И секогаш кога ќе се најдеме на жолтата линија, почнувате DCA out. Значи ако сте направиле DCA in од дното, каде што сме влегувале на пример со 70 до 80% од нашиот портфолио, како одиме нагоре на жолтата линија, почињаме по 10, 20, 30% да испаѓаме. Значи ова би било на некој начин многу добар приказ, гледате како се прикажани врвовите на претходните bull маркети. И многу едноставно е да се следи. Чисто нели, ако сакате да го погледнете, ова е уствари она што го објасниме како логоритмички приказ на биткоин за буквално овој тип на стратегија што да правите у bear bull маркет. Извини, Бојан, повели. И деца е најпростата варијанта на секоја недела купува по нешто. Или месец, 2 недели, тоа највеќе го користат оние што не сакаат да се замараат. Мислам, окей, и тоа. Зашто да не, ако не ги разбираш чартовите, боле вака, пак е подобро на долг рок. Деца, мислам дека непометлива стратегија. Сега и со стейбл, нели, да се внимава. Тоа е тоа со микрокапови, колку истите имаат шанса да останат во беар, тоест да обстанат. По мене, многу ќе се ретчат, ама дел ќе останат. Ќе останат овие што се користат. А ако ги гледаме нови, што имаат многу мала капитализација, тешко. Особено што уствари микрокаповите и да се добри проекти, кои ќе работат не би биле микрокапови. Да, ама и да се добри, и да се најдобрите, еве и Cardano да е микрокап, ќе го истиснат зашто генерално населението се влегува во нив, а тие што влегуваат во нив, па не ги знаат овие други работи. Blue chip ги бегаат и се држат, ајде ефтино е да имаме количина. Тоа се случува со Shiba, тоа се случува со Doge. И тоа се случува моментално со Luna. Luna веќе тука може да ја гледаме. Во проекти што се многу ефтини и што ги купуваат, зашто за 10 евра ќе земеш колку доаѓа, милиони и милиони. Така да тие се и најризични која е bear market, зашто тие што не знаат прво ќе почне да се ретчат. Зашто едино ако ги користиш за добар профит, зашто пумпаат, реалноста е дека микрокаповите и средно што го држат пазарот, тие пумпаат. Ама кој ќе извади на време? Кој ќе извади на време да ги стави во биткоин или во Ethereum или во Cardano да речеме?
Лично мене Solana не ми се свига, ти ја спомнам, а не ми се свига ради блокчейнот. Мислам, малку заглави, малку ќе заглави. Го нема, го има. За Sol мислиш, не те слушам за кого точно рече. За Да, Solana. исто, па бета верзија е. Значи Sol не е ни практично целосно влезене, бета верзија. Да, ама еве го уште го држи. Не, пази, реално Sol, извини. Тој ќе пропаднеше да не се да не го големи компании позади. Така да микрокомпаниите се BlackRock и Citadel и такви некои огромни како Grayscale, точно. Тие се компании што тие го држат светот, а не криптото, нема рака криптото е тука. Али микрокаповите мислам дека ќе се израчат. Многу ќе се израчат во BR. Особено се добри ако извадиш профит па да профитираш на нив, да ставиш нешто blue chip или да извадиш као кеш. Иначе да ги држиш за long run, тешко. Иако ги спомнав колку пати да си стојат во портфолио, да си стојат, ама тоа стоење во тие портфолиа што ги правев е современ карактер, не е купи го и чувај го до смрт. До смрт можеме да гледаме на Ethereum и на Bitcoin, а на овие другиве мора да имаме некоја излезна стратегија. Баш така. Значи, ако може, ако заврши не. Ева вака сега. Генерално, да се вратам на Sol прво, затоа што спомна, генерално како проект, моје мислење. Проблемот во моментално во криптосветот е што? Еве, не е само Sol, например, исто и Mana, не знам дали знаете, Decentraland. Огромен капитал стои позади кој што е директно поседуван од Grayscale. Значи тоа се оние китови за кои што разговараме, кои што буквално го манипулираат пазарот како сакаат. Можат кога сакаат да окренат, кога сакаат да го спуштат. Сега, да, во право си, технологијата два пати до сега буквално потврли, значи целосно блокирање на блокчейн технологијата и сите трансакции паузирани. Но, доколку го гледаме тоа така, повторно Sol успеа да стаса до $200. Затоа што таков тип на големи пари во позадина не ти дозволува да запреш. Значи не ти дозволува да пропаднеш. Дури и да се случат проблеми. Да се случише тоа со Cardano, например, значи можеме да планираме дека Cardano ќе добие 70% корекција како ништо надоле. Одма, значи сите оние критици, сите оние кои што испаѓаат, нели, што ете гледате Cardano тоа што го кажавме нема да успее, гледате што се случи грешка, а Cardano со никаква грешка не успеа да направи толку профит, да речем, колку што направи Sol во последниот дел Bullrun. Но поентата е големиот капитал. Бидете свесни дека некогаш само следењето на големиот капитал многу може да ви помогне. Конкретно за микрокапови. Микрокапови во bear market, доколку јас се прашувам, никако. Зошто? Значи микрокаповите се првите оние кои што настрадуваат. Во однос на тоа колку е помал микрокапот на одреден крипто проект, толку е поголем ризикот дека истиот ќе го снема во bear market. Зошто? Значи кога имате да речеме портфолио, во што ќе испаднете прво? Од микрокап или од биткоин? Нормално дека првиот ризик кој што ќе го елиминирате е микрокап. И потоа одиш на blue chip проект и на крајот Ethereum и биткоин, ако веќе немаш друг избор. Но секогаш нормално дека прво од портфолио ги продаваш микрокаповите. Значи за микрокаповите ќе разговараме кога ќе влеземе во bull market, тогаш е сосема друга причина и приказна. Но сега во bear market, доколку јас се прашувам, микрокапови се најголема грешка што може да ја направите. Држите се до blue chip проекти само во оние кои што исклучиво верувате самите себе си и биткоин и Ethereum, како што кажа Бојан, ја мислам дека тоа е сосема солидна стратегија за bear market. И ја исто ги бегам овие што се DeFi токени, као Cake. Тој дава 40 кусур проценти. Ти ги ставаш за да извадиш 40. Сега ние ќе ставиме $1000, ама ќе дојде некој кит ќе стави $1,000,000. Он ќе направи 40%, ама ќе ги извади, тебе цената ти отишла надоле. Маркетот се пумпа, затоа е важна понуда и поверувачка. Не е она искаме копче иде горе иде доле, него има понуда и поверувачка и сега да не ошириме нели многу муаветот со тоа. Јасно. Тоа е просто како иде, зашто кога ќе истоварат, тебе цената ти иде надоле. Баш така. Колку често трейдаш и колку ви се успешни анализите. Сакаш прв? Не, води. Добро. Значи вака сега, генерално ја не знам дали ги имате повторно следно нашите видеа, јас до некаде објаснив, сега ќе во лайв чат може ќе биде и подобро. Значи Малта има одреден закон со кој што за сите што се ходлери нема никаков данок. Односно се додека вашето портфолио е практично не трегувате на секој ден, не постои данок за вас. Сега, иако нема јасен закон што уствари представува day trader и што представува ходлер, значи мојата стратегија генерално повторно се води од овој чар што ви го покажав, односно, значи секогаш кога ќе дојдам под оваа жолта линија,
се обидувам да акумулирам се што можем повеќе, нормално кога ќе дојдеме до овие долни краеви како што моментално се наоѓаме сега. Значи тоа е веќе драстичен момент кога треба да се акумулира, барем така јас замислувам, а секогаш кога ќе дојдам на горната страна, значи разликата што е? Кај мене во Малта, значи се додека јас тргувам, тоа е проблем. Но ако јас тоа го заменам, значи разликата што е, замислете сега, доколку она што го кажа Бојан, ако сте виделе кај него во видеото оној флип. Значи флип не е тргување. Односно, она што јас го правам е, да речеме, доколку сум имал blue chip токени, еве сум купил, да речеме, ADA, Ripple, DOT во моментов, кога ќе дојде горе, јас само истите, например, доколку ги outperform, односно имаат подобар профит во однос на Ethereum и Bitcoin, јас само ги префрлувам во Ethereum и Bitcoin. И на тој начин, фактички ти, затоа што outperform направил на Ethereum и Bitcoin, кога ги префрлиш си во профит, а сепак не си направил трговија и сепак не си испаднал во долари, за да може да рече дека си тргувал. И сега поентата што е, значи до сега мојата стратегија била, како што беше претходниот bear market, акумулација на секој дип. Затоа што сакале ни или не келе, крипто пазарот не оди нигде, а овие две, Bitcoin и Ethereum, посебно и blue chip, барем според мене, ADA, DOT, Ripple, таков тип на коини не одат нигде. И јас, например, се обидувам да се држам колку што можам повеќе до овие, се додека сме у bear market и постојана акумулација. Значи тргувањето кај мене се сведува на акумулација на секој дип. Тоа е мојата стратегија. Па тоа исто ќе го кажав јас, со тоа што нели дека сум ја во Македонија не треба да излегуваме или немаме никаков закон како што имате кај вас и можам да излезам, мада не сум излегол до сега со кеш, ама чував едно време USDT, на пократок рок го чувам, USDC за на подолг и баш така како што рече, ако иде надоле, за можам да купам, ако е веќе стварно многу горе, тогаш, значи дали можеме да го наречеме тоа трейдинг, мислам, тоа е некоја ниско влегуваш, високо излегуваш, не е баш сива зона, нерегулирана. Да, не е на типичен трейдинг дека заработуваш од него. Баш противното, не го чекаш некои моменти. Стейкинг како опција за заработка и профитабилност во bear market. Ако ме прашате мене, стейкинг е секако најдобрата опција што може, зашто реално гледано мало е маркетот. Колку беше 2, нешто трилиони, многу е рано за да не е добра опција стейкинг. Да ги заклучуваме, дали DeFi, дали CeFi е малце нели полошо да ги заклучиш 30, 60, 90, па гледам и 120 дена. Ама што ќе им правиш, еве да речеме имаш 1000 кардана. Што ќе им правиш сега кога не можеш да ги продадеш реално? Или ќе докупуваш, или ќе стојат. Па боле е да нека прават нешто пасивно. Баш како пасив инкам. Спиеш и заработуваш, така? Зашто да не? Дали е bear или па и у bull market, зашто да не? Кардано едноставно е, јас лично го купувам кардано само со таа цел. Целта ми е едноставно само стейкинг да има. Bull, bear мене не ми значи. Ја би го бирал стейкинг како опција буквално секогаш ако има. Ако има. Затоа и се држам до Binance како CeFi платформа, централизација да, ама иако е лошо, многу добри проценти. 11% на 90 дена не ги дава никоја, што ако го заклучиш кардано на 90 дена моментално, секако ќе профитираш повеќе, зашто нема маркетот да скокне за 3 месеци. Идат одмори обично кешираат. Така да, ја бирам стейкинг, не знам Антонио што бира, ама претпоставам истото. Океј, значи вака се јас баш за овој дел верувам дека многу луѓе сакаат да знаат посебно за ова прашање, ако може да видите во прозорецот што го отворив моментално, значи ова е една страна што се нарекува stakingrewards.com. Многу е полезна, посебно во однос на тоа каде имате најдобар стейкинг, односно каде можете да најдете најдобри rewards. Сега, на првата страна која ќе отворите stakingrewards.com ви дава за секој, буквално секој криптокоин моментално, посебно нели најголемите на почеток, колку е моментално нивниот генерална награда која што ја добиваат како блокчейн. Но доколку отидете, значи на вака сега staking providers, значи ова е многу позитивно и мислам дека многу ќе ви помогне, само момент да се отвори страната. Значи на staking providers. Извинете да прекинам, ова е повеќе за DeFi. Значи DeFi е за почетници малку потешката опција, бидејќи нема тука трета страна да те коригира. Јасно. Значи станува збор како што рече ти. Сега и тоа сакав да го покажам исто, значи јас моментално како што го спомна Бојан сум на малку повисок левел во однос на стейкинг. Сега ќе ви покажам и зошто, значи моментално малку ми кочи лаптопот затоа што сме со хај технологија. Само момент.
Не е проблем тоа што е толку тешко, колку што ти колку се осеќаш сигурен, не дека нешто Да, имаш што многу комплетно ти останува тешко. на тебе. Значи Да. ти целосно влегуваш, тоа е твое, ама затоа и сакам да покажам има staking providers. Тоа што го спомна Бојан. Значи кога го давате вашето крипто на пример на Binance, на Kraken, на Coinbase, тоа не е ваше крипто, се дека не го извадите надвор. Во рете, да, добивате стейкинг и сето тоа, значи затоа ви го покажам, ова е втората страна, гледате. Значи овдека се споделени според дали се менувачници, дали е DeFi и дали е wallets. И овдека гледате, значи на секој од овие може да видите, пример, ако имаш Ethereum, да речеме, и сакаш да видиш каде имаш најдобар стейкинг, значи овдека буквално ти покажува на секоја платформа колку стейкинг би добил, да речеме, за Ethereum. Чисто ви кажувам дека може да погледнете наместо да барате една по една, овдека ви се групирани. Тоа беше првото што сакам да ви покажам околу стейкинг е сега. Многу битно е тоа дека на самиот wallet може да добиете стейкинг. Например, јас имам Elipal и Nano Ledger X. Значи нема да навлегуваме после тоа следно прашање, но така. Тоа сакам да ти кажам, да не го шириме. Да, нема да влегуваме, но само конкретно сакам да покажам за hard wallet, поради тоа што ова е исто стейкинг. Значи ова што може да погледнете овдека е конкретно за ADA. Значи не е само стейкинг за токен. Моментално ако можете да видите овдека, ова е Eternal, односно CC Vault Ledger Wallet, кој што е поврзан за ADA токените. И значи не само што ги стейкате за ADA Rewards, туку ги стейкате и за нови проекти што се моментално интегрира на ADA блокчейнот и се нарекува ISPO. Значи сосема е воре тоа што го кажа, мене да го прашувате, стейкинг моментално е за bear market одлична стратегија. Затоа што во моментов јас, значи не гледајте колку добивате во пари. Заборавајте пари. Во bear market не гледајте колку ви е вредноста во долари на вашето портфолио. Гледајте колку ви се големи беговите, значи торбите колку ви се големи. Моментално ова што ви го покажам на пример е буквално мене ми се сите ADA токени расподелени во 7 различни новчаници и сите се на различен проект каде што ми носат и ADA токени, а ми носат и токени native на проектот што се работи. Исто и за DOT. Например, DOT моментално има, може да погледнете овдека, ова како изгледа аукции на DOT. Значи, мене DOT не мисли само на стейкинг, на нормален стейкинг од 11%. Моментално не земам никаква стейкинг реворд за DOT, но доколку ги заклучите на 2 години, а 2 години од сега е точно наредниот bull run, добивате rewards во однос на токените што се интегрира на Relay Chain-от. Сега јас тоа го објаснив во видеото за DOT, но сакам да ви покажам дека стейкинг е многу помоќна категорија од она кога стейкувате на некоја, да речем, Binance и добивате 11%. Има многу повеќе во однос на стейкинг, што може да добиете доколку разгледате. Но мора да го направите тоа сами за себе и во собствен wallet, затоа што ова е директно поврзано со Polka.js, практично нивниот портал, и директно ги вложувате токените во Polka.js, што значи дека никој не може да ги допре освен вас. Значи тоа е многу битно, не заборавајте никогаш. Кога токените ви стојат на било каква менувачница, на некој начин се уште не се ваши, се додека не ги извадите. За разлика од тоа, Eternal, например, овдека, ова е Ledger X wallet, што е поврзан со вашиот hard wallet и поврзан со директно Cardano заедницата, каде што овие ISPO проекти ги добивате како назад како staking rewards. Само сакам да ви покажам дека staking rewards е многу повеќе од процент на менувачница. Значи доколку го погледнете сите овие проекти имаат одлични стейкинг стратегии, само треба да видите што поседувате и посебно да бидете сигурни дека проектот што сте го земале ќе опстане во однос на bear market, а понатаму следува стейкинг нормално затоа што ви се битни бројот на токените, не ви е битно колку е сумата што да заработиле за почеток. Така, кога ќе дое јак бул, сега кога ќе отидат цените вртоглаво нагоре, па ќе го профитираш. Само што ова е малце позезната варијанта и треба да се опушти човек пред да кликне. Треба да се внимава на тие кодови, на нешто. Точно. Ама ако сакаш крипто ќе ги научиш, не се тешки работите. Баш така. How to manage, тука се 3 прашања. Тоест 2,5. How to manage risk. Па како? Бираш квалитетни проекти, blue chip пред се, all-in не се оди на ниеден проект, па макар и биткоин да е, зашто кога ќе падне, нема што да те извади. Не бракаш трейдови цело време, бараш еден или два, нека се така поквалитетни, полуга или leverage. Тоа е тешка работа. Мада, види, делевериджинг овдека, тоа што го напишале, мислам дека е погрешно, затоа што делевериджинг уствари значи продавање на собствените, да речем, сега во зависност од тоа што имате, дали крипто, дали акции, дали обврзници, делевериджинг значи
продавање брзо на сопствените добра со цел да се врати доколку сте влегле во леверидж. Ја мислам дека треба да биде уствари леверидж, а не делевериджинг. Мислам дека погрешно е напишано во однос на прашањето што го има поставено. Или така, или да се мисли на тоа, ако веќе заглавиш многу, што би правил? Дали е ова добра стратегија? Нормално дека е треба да вратиш тој долг, па сега кога веќе си заглавил до гуша, враќај го. Точно. Али висока полуга, мислам дека не треба никој да користи. Зашто ние немаме толку капитал. Ќе дојде некоја голема компанија или некој кит и ќе те сруши. Они може да стават многу повисок леверидж, може да поземат многу повеќе. Што ќе поземиш ти со 10, со 15.000 евра на волет? Во однос на нив. Хајп, исто така, заштита. Точно. Хајп е убаво да се искористи, ама сепак треба да превладува рационалното. Еве го, се движи со хајп Луна сега во моментов, еве го. Да имат 20% добивка во однос на вчера, ако си види. Сабота е иначе. Зашто не знам дали ќе биде утре ова ставено, али денеска е сабота, 5:14. Се движи луда. Ама многу изгубија. Зашто не знаеш до каде ќе иде. Сега ќе им текне, ќе ја тргнат, ете тоа е тој хајп. Убав пример за хајп, убав пример за крипто е Луна. Не, многу ми се свиѓа што се деси. Треба. Пази, ама секој бер маркет е така. Значи, ако го гледаш и претходниот, например, ја го следев, са иако бев на брод, ја го следев на брод, што се случува, пошто тогаш не тргував, само купував. Значи, јас тогаш имав купено Етериум дома и тогаш во Скопје не се купуваше Етериум на берза, затоа што не можеш ни да направиш профил. Етериум во Скопје се купуваше на масел кафич со кеш и он ти префрла од волет на волет, значи тоа беше начинот како се купи од 2017 до 2018 Етериум посебно во Скопје. Значи Македонија дури сега почиња да биде дозволено да се тргува на берзи пред тоа и сега на пример има многу што не дозволуваат од берзите да се направи профил ако имаш македонски пасош. Така да сакам да кажам секој bear market го носи ова, сега во зависност од проектите. Може да видите дека од претходниот bull market до сега има многу тие проекти што сега ги нема. Значи може да видите ако на CoinMarketCap може да се види, например, доколку го свртите сега да вратите назад од 2017 година, например, на врвот на bull маркетот, може да видите дека тие токени што биле тогаш на врвот, па добри 80% сега се на некој, не знам, 90 место, 100 место. Сакам да кажам, тоа е оној пример што секој bear маркет никој не го очекува додека не го удри. И секогаш има некој жртвено јагне што ќе се случи буквално ово што се случи со Тера Луна, да сите да се исплашат и на тој начин се доаѓа до на капитулација на биткоин, односно доаѓање до дното на следниот bull маркет за да почне фактички да се движи нагоре. Е сега само да се навратам како да се, значи да се справите со ризик. Она што го спомна Бојана сосема на место. Она што јас сакам да го кажеме. Замислете дека вие седите пред вашиот компјутер, имате, не знам, 200 евра да внесете, што не е, значи 200 евра на некого се животна заштеда. Значи дали се 2 милиона или 200 евра, верувајте ми, на некого се многу му значат. Поентата што е? Вие имате некои основни познавања од клипови што сте ги гледале на YouTube и сакате на пример да финансирате и мислите ако ставите во леверидж со 100 пати повеќе, нели, позајмени средства, за 2 сати ќе направите од 200 евра 2 милиона. Проблемот што е? Во исто време седат луѓе кои што се искусни трейдери во тим, аналитички спремни со години и поседуваат алатки од типот на Glassnode, каде што имаат буквално, значи, како да ја обяснам, Glassnode поседува чартови за колку овци моментално има во Централна Афричка република. Ете, до толку моментално има Glassnode совршени чартови што вие не ги гледате. Значи, он моментално гледа, еве сега тоа во наредните видеа ќе ви го покажам, има некои основни алатки што може да ги додадете кај вас на вашиот trading view, каде што може за почеток на една од берзите да видите колку шорт и колку лонг зима во биткоин само моментално. А они поседуваат такви податоци за сите криптовалути во светот, на секоја минувачница. И они буквално чекаат луѓе да се соберат на шорт, за они да го сврта пазарот нагоре и обратно. Тоа што сакам да ви кажеме, не заборавајте дека секогаш постојат тимови што се тука да ви ги земат, доколку мислите дека може брзо да профитирате. Затоа, како што кажа Бојан, значи, не гледајте маркет кап како микрокап и ќе направиме еден тон пари, затоа што најчесто така луѓето и ги губат своите пари. Многу ретко. Вие знаете како? Од 10.000 луѓе, еден ќе успее да направи така пари, но вас ќе ви ја покажат само таа приказна. Вие 9.999 нема да ги знаете, пошто никој нема да каже, абе знаете дека 9.000 луѓе се изгореа за тој еден да успее да го направи тоа.
Значи никогаш не заборавајте дека тоа се многу мали шанси, значи има солиден капацитет за крипто, за профит во крипто пазарот. Само треба да финансирате во солидни значи проекти. Мора да направите сопствено истражување. Не може некој ви кажал и сте влегле, не е доволно. Мора да посветите време. Станува пари, значи буквално вашите пари се во прашање. Затоа мора да видите во што финансирате. Само и без разлика дали е биткоин, дали е некој многу далечен проект. Сега ми е отворено мене, иначе тука на 100-то место Ontology го гледам. Ја барав Шиба, баш за пример Шиба лани беше движена од Hive, беше горе. У топ 10 стигна Шиба. Да, точно. Ontology е 133-то место, не го најдов ја Шиба тука. Можда и сум направил некој пред, ама не е ни важно. Да, на Ontology може да се случи short squeeze, ама се случува и на биткоин. Многу пати се случи. Што значи кога има секогаш премногу тргување со леверидж, секогаш треба да се очекува дека некој ќе дојде и ќе те изигра. Јасно, не можеш да се водиш по него и како што кажат, ако ти е тоа целата заштеда или пола портфолио, поарно чека иди си полека, него све и на крај ништо. Исто и наредното прашање е такво, тргување со фьючерс. Сега ако може да го објаснам со практично видео, ја не тргувам фьючерси. Фьючерси се уствари леверидж тргување. Фьючерсите го ги гледаме на берза, по дефиниција се тргување со подоговорена цена во иднина. Затоа и се викаат нели фьючерси. И ги имаше, мислам дека секоја среда дека излегува, или последната среда или прва среда, сите среди ги наредив. Така нешто, не знам како беше. Фьючерс и опшн се исто, точно. Да, излегуваат во среда. Најверојатно беше последната среда од месецот и се теснева последната од квартал. Последната среда од квартал. Така да само 4 пати можеш да тргуваш со овие. Додека кај крипто ние ги имаме отворени тие нонстоп. Па сега има разлика зашто е тоа отворено нонстоп и зашто е вака. Многу голема полуга и тука се става, односно леверидж, и пак може некој да те изигра. Фьючерси, ова најчесто го добивам ја ова прашање од луѓе што се тек сега влезани, многу брзо. Кај што им изгледа многу убаво, зашто нели има калкулатор некој Binance кој ќе ти израчуна убаво изгледа. Кај што ставаш 100 евра, добиваш 1000-2000 евра вака од шал. Ама не е тоа. Така да фьючерси мислам дека за крипто не се. Барем не сега. Може би за некој 50-100 години кога ќе веќе крипто биде тоа што е сега Wall Street, да. Сега моментално во оваа фаза на развој тешко. А за 50-100 години ние нема да правиме никакви видеа. Точно. Ќе се сунчаме на плажа. Да. Хардверски новчаници. Еве го тоа што го спомнати. Ако може само за фьючерс, ако не ти е проблем да се навртам на момент. Да. Значи Да, нема проблем, стово. Значи фьючерс и опшн се уствари двете опции кои што се понудени доколку сакаш да тргуваш на берза, зборуваме сега. Значи фьючерс и опшн се понудени, но најчесто на берза. Сега до сега најголем дел луѓето кои што користат фьючерс и опшн не се луѓе како нас, туку се компании. Зошто? Затоа што најчесто во нивните држави нив не им е дозволено да поседуваат биткоин како дел од компанијата, значи портфолиото на компанијата. Затоа нив им е дозволено фактички фьючерс и опшн се против вредност на цената на одредено добро. И моментално фьючерс има само за биткоин и во неколку држави за етериум. И тоа повторно ограничено. Тоа е како фиктивно да го имаш нешто. Точно. Поентата е пак е кладење. Ти уствари со фьючерс се кладиш дали цената ќе трне нагоре или надоле. И треба фактички доколку тоа се случи, ти го земаш профитот или загубата кога ќе испадат, како што рече он, сега не знам точно кога испаѓаат, искрено јас не го правам истото, но главно тоа до сега го користат компании што не можат да поседуваат крипто или не сакаат да поседуваат затоа што е ризично во таа држава кај што доаѓаат, па затоа користат опшнс и фьючерс, каде што опшнс ти дава опција дали сакаш да испаднеш кога ќе дојде тој датум или сакаш да продолжиш со самата да речем трговија, а додека фьючерс не ти дава таква опција, ти дава значи буквално на тој датум испаѓаш од трговијата, во однос на тоа дали си погоден, дали цената оди нагоре, доколку има профит го зимаш, доколку има загуба ја трпиш и тоа е тоа. Но како што каже Бојан, значи ова повторно бара луѓе да има многу добро искуство во однос на тргување, во однос на движење на цените, на макро, значи мора, замислете сега треба да следите многу добро макро појави на економската сцена, што ќе се случат во наредните 3 месеци за да може да погодите фьючер.
Иначе е многу тешко. Значи никој не може да претпостави дека ќе се случи ова што се случи на пример со rate hikes во Америка. Значи ние знаеме дека ќе има состанок, но дали состанокот ќе биде позитивен или негативен, не можеме да знаеме, можеме само да погодуваме. Затоа ова највеќе е на оние компании кои што точно знаат како се движи економијата и што да се очекува. Затоа држете се до основниот трейдинг DCA, мислам дека е многу попаметно за почеток барем. Како не, и сега нели двајцата дека сме економисти, харти од вредност ако ги гледаме, тоа што сме го учеле у школа, што не масирале 4-5 години, ако ги гледаме хартиите од вредност, тие може да се тргуваат како фьючерс, договори или како опции. Ама повторно и таму, што веќе е тоа докажано со години, и таму тргуваат брокери со страшно искуство и со страшен капитал. На македонска берза не знам ни дали се понудени фьючерси и опции. Најверојатно не се ни понудени зашто Македонија цела држава нема толку капитал колку што се влегува во овие во игра. Така да изгледа интересно, изгледа примамливо, но ако имате вишак пари, ако сакате да го финансирате BlackRock. Ако не сакате, ќе си се тргнете од страна од нив и ќе се држите до хардверски новчаници, што е и следно прашање. Што се случува со валутите внатре, дали се неупотребливи? Нели не се неупотребливи, како што кажа веќе Антонио, тие си стојат и може да се стейкаат. Тоа е валјда и прашањето, дали може да се стейкаат од нив, да може. Сега зависи кој модел го имате, како го имате, повеќе нуди, некој нуди повеќе, некој нуди помалца, но во глобала може. Препорака за безбедно чување со можност за оплодување или тргување на дигиталниот капитал во таков случај. Јас немам никаков хардверски новчаник, така да ако имаш ти, сподели искуства. Значи вака, јас искрено, посебно затоа што го правам овој втор степен на стейкинг, ми е многу по-добро кога имам, на пример, јас имам два, имам Elipal, и тоа Titanium, новиот модел, и Ledger Nano X, исто така новиот модел, не е S, помалиот. Зошто? Затоа што, значи, многу битно прашање што гледам дека многу малку луѓе го разбираат. Значи, што уствари представува блокчейнот? Блокчейнот представува технологија, тоа е леджер, односно книга, каде што се запишуваат сите трансакции. Но трансакцијата се запишува од типот дека доколку таа трансакција моментално стои на твој wallet во интернет сферата и на оној hard drive каде што моментално постои блокчейнот на кој што ние ги чуваме средствата. Да речеме Ethereum. Значи кога се запишува таа трансакција, да речеме Бојан мене ми дал 2 Ethereum, така. Кога он ми ги пратил мене и они легнале на мој wallet, на тој wallet јас можам да влезам само со собствениот клуч. Тоа може да биде дигитален клуч кој што може буквално на USB да го носите со себе, или може да биде фраза како што е 12, 15, 24 збора. Што значи дека се додека постои интернет, мада ова навлегуваме у следно прашање, нели ајде, нема да навлегуваме, што уствари ќе се случи доколку ќе нема интернет. Имаше некој прашање, нема да навлегуваме таму. Да. Значи само сакам да ви кажам дека е сосема сигурно за разлика од држење на Binance, затоа што во Binance они го чуваат на собствен wallet. И доколку нешто се случи, они во било кое време може да ви речат доколку не ми дадете лична карта, не ви давам да го извадите вашето крипто и тука завршува приказната. За разлика од тоа, кога го чувате на собствен wallet, како што јас приемам овие два hard ledgera, значи тој не е неупотреблив. Тој е само запишан во, да речем, во одреден леджер кој што го имаат сите компјутери кои што мајнаат Ethereum, а ти можеш да го достигнеш само со тоа USB. Например, едниот е USB, другиот е како мобилен телефон кој што работи на QR кодови, а првиот е USB, Ledger Nano X, со тоа што клучот се наоѓа на тоа USB. Ја можам во било кое време било кој таков леджер да го земам, доколку го внесам тој 24 код зборови, значи јас автоматски леджерот се претвара во мојот новчаник што е негде запишан во некој компјутер од Ethereum, доколку на пример имам Ethereum. Ако имам Cardano, тогаш е во оние стейкинг пулови кои што чуваат Cardano. Поентата е, значи, секогаш во секое време, дури да го изгубите вашиот леджер, додека имате фразата или го имате оној код што е на USB, што може да ви го даваат како податок, како дата, само треба да го имате истиот и вие било кој, дали на hot wallet, дали на hard wallet, било каде може да го отворите вашиот новчаник и секогаш ќе ви биде достапен. Се додека ја знаете фразата. Сега втора работа, тоа сакам да ви го покажам, че го има моментално овдека отворено Elipal. Значи, зошто го имам отворено, чисто за да ви покажам дека додека го имате на hard wallet, вие повторно може да го стейкате. Со тоа што разликата е што овдека директно стейкате на новчаниците, на пример, на самата организација.
например, Елипал има собствен волет, еве за Cardano, за ADA конкретно. Гледате од десно овде ќе имате категорија стейкинг и иако се ограничен, значи мора да го забележите тој дел дека ограничени валути може да стейкате на hard wallet и пред да купите hard wallet мора да видите кои токени се застапени и кои може да бидат стейкани, а кои не. Најчесто скоро сите токени се застапени, освен некои микрокапови, што нели нормално само што испаднале на пазарот, се уште не е соодветно направена таа технологија да може да се интегрира на hard wallet-и, но еве на пример Cardano може да се стейка и го даваат истиот тој негде околу 3,5 до 4% во однос на тоа нели како е секои 4-5 дена се менува. Ако сте виделе како се стейка директно, значи не на Binance, зборувам како се стейка со епохи на ADA. Значи на секои 5 дена практично на секоја епоха вас ви се дава во однос на APY процентот назад на вашето портфолио и директно ви влегува на hard wallet-от. Значи не мора да го извадите нигде. Сосема ви е безбеден. Cardano, например, истото може да го видите и за Polkadot. Оние 11% кои што ги спомна Бојан, вие директно може од hard wallet-от да ги добивате. И значи секој од нив има различен механизам на заклучување, тоа е исто многу битно да се знае. Например, Polkadot бара 30 дена да биде заклучен значи вашиот токен пред да почнете да добивате награди и 30 дена за да го отклучите. ADA, например, може да го отклучите во било кое време, но бара 25 дена од кога ќе го ставите да почне да добивате награди. Значи секој од нив има различен локин механизам, но моментално се повеќе и повеќе токени се интегрираат на hard wallet-ите за стейкинг. Еве, Cosmos исто така може, Kusama, Tezos. Значи тие се моментално токени што може да се стейкаат директно од hard wallet и вашиот клучот, значи никој не може да ви ги земе, може да ги оставите таму 10 години да ги стейкате, се додека Елипал ја нуди таа опција. Истото е и со Ledger Nano X, истото е и со многу други, Trezor, значи има еден куп hard wallet-и, каде што криптото е на ваша сметка, никој не може да ви го допре доколку го нема тој wallet, а во исто време може да го стейкате, но ограничено во однос на тоа, нели, што е прифатено од самиот hard wallet. Со тоа што дури овие компании што ги произведуваат, ги ставаат стварно докажани проекти. Тоа имам приметено дека не е секој, сега да, нудат малце помалку. Ама ако сакаш па да го добиеш ете конкретно зада од 5 до 8%, тогаш треба да користиш софтверскиот новчаник, што исто така добра опција. Реално и Exodus е добра опција тука. Затоа што не сака да купи хардверски новчаник. Кај нас што се малце потешко достапни. Exodus е скрос окей и нуди стейкинг на многу коини. Знам дека нуди на Tezos и дека нуди на Cardano, зашто таму ми била до пола година, ако не и повеќе. Ќе идеме на 10-то прашање, така? Да, слободно. Која е причината што AGXS не се наоѓа на првото место од NFT проектите и дали може да биде доминантен како Bitcoin во иднина, дали може да биде татко на NFT токени? Даниел не е тука од оправдани причини, иначе он може повеќе да запознае со ова. Дефинитивно. Ама дали може? Кој знае тоа дали може да биде? Реално играта, ако ме прашувате, мене е глупа. Да, смислена е како што треба, но не е интересна. Јас сум човек што сака да пука и мене ми се поинтересни first person shooting игрите. Не е ова. Така да, ако треба да бирам, не би ја избрал да ја играм. И нормално дека ќе изгубат клиент. И сега доаѓа Гала кај што развиваат цело време проекти и кај што баш има такви игри. Дали Гала ќе го земе неговото место, најверојатно нема, зашто сепак све почна од Акси и највеќе и е на Ethereum граден, така да сите го држат големиве проектот, ама дека ќе остане татко, ајде, да речеме дека ќе остане. Ама нема да биде толку доминантен како Bitcoin можда, зашто ќе има многу повеќе NFT и NFT, моментално многу потонаа. Сите NFT-а многу потонаа. Така да, што знам, во иднина може и друго нешто ќе искочи. Сепак збориме тука за игри. Кога можеше да се продаваат некои камења таму за милиони, се продаваа некои глупи слики, што утре ќе излезе нешто, ќе ги убие сите тие змејчиња или што и да се. Што е популарно? Да, зашто ако гледаме сега Call of Duty, ако отиде во блокчейн и станат тие айтеми и NFT, дефинитивно Акси ќе изгуби. Мора да отиде, мора. Значи големите компании се уште не се влезени. Извини, дали заврши само да прашам? Да, значи тоа е мојавето дека Акси не е атрактивна игра, реалноста е таа дека беше прва па сите влегоа. Иначе такви игри што излегоа, Титан Арена како беше, веќе замре. Не е тоа. Види, реално, значи игрите се циклусни.
Да бидеме реални. Да. Значи игрите се циклусни. Единствено сега што сум видел што не губи циклус е FIFA. Да бидеме реални, така. Значи без разлика која опција ќе испаде исто, дали ќе испаде истата секоја година, сите ќе игра. Поентата што ми е. Значи прво мора да разбереме. Axie токенот не е NFT. Значи тоа мора да разбереме. Axie е крипто. Блокчейн технологија. Додека она што го поседувате на играта на Axie се уствари NFT што ги продавате во замена за Axie. Реално не сум играл, не можам да ме лажам, стварно. Значи јас исто играм, игра со NFTs, играм Gods Unchained. Јас сум многу повеќе таков тип на игри како што се Witcher, Gwent или Hearthstone. Пример, многу повеќе ми свија такви со карти игри, но ова е првата исто како Axie, каде што сите што карти што ги поседуваш се уствари NFTs и можеш да ги продадеш во било кое време. Сега, што сакам да ви кажам? Значи, мораме да разбереме. Не може да биде Axie токенот татко на NFT, затоа што Axie не е NFT сам по себе. NFTs, разликата помеѓу non-fungible tokens и Axie токените е тоа што Axie токените се уствари исти токени како што се денарите. Ме разбирате? Значи секој еден денар не е засебен, туку сите тие се буквално исти еден на друг, само што се количината. Количината е битна на самите токени. За разлика од тоа non-fungible tokens, оние да речеме драгони што ги поседувате, се не знам точно што е на Axie, не ме сваќате погрешно, не сум играл. Змејчиња, да ги речеме змејчиња. Така, значи тие се non-fungible tokens кои што се уникатни. И ти уствари ја плаќаш уникатноста на non-fungible токенот. А она што моментално вие го гледате посебно у гейминг сферата, значи мора да се направи разлика. Не можеш да очекуваш дека он ќе биде татко на се од NFT. Зошто? Значи NFT моментално има многу сфери. Се разбираме? Значи гейминг е само една сфера. Можеби ќе биде татко на гейминг сферата, да. Како најголема игра, најзастапена од типот на, на пример, Ethereum моментално татко на сите смарт контракт технологии, затоа што е прв на пазарот. И никој не може да го стаса се уште без разлика дали се подобри, затоа што е прв на пазарот. Но како NFTs мора да разбереме. Прост пример. Ја мислам дека Immutable X ќе го тепа Axie и тоа многу набрзо. Зошто? Immutable X е компанија која што ви помага да тргувате со NFT проекти за нула. Значи буквално никаква трансакциона цена. Затоа што моментално на Ethereum мрежата, нели, најголемиот дел од NFT се наоѓаат на Ethereum мрежата, мора да платите огромна сума во Ethereum за да може да направите било каква трансакција. Значи мора да го разбереме тоа. Ова се трендови. Во ред, да, верувам дека Axie ќе остане, затоа што моментално е најголема игра, има интерес, луѓе буквално заработуваат на месечно ниво од Axie. Но мора да разбереме дека во самата сфера, прост пример. Не заборавајте дека не може Axie да се напревара со EA Sports или со Ubisoft. Тоа се огромни корпорации кои кога ќе влезат во NFT сферата и кога ќе почнат да прават игри, значи они имаат капитал што Axie не може да го сонува. Иако Axie е многу голем. И многу имаат широко се распространети, дека овие имаат само една единствена игра. Галати ги света. Не заборавајте EA Games, EA Sports се од кога сум јас дете, Ubisoft исто. Втора многу битна работа во однос на NFT сферата, не заборавајте. Значи доаѓа Мета. Мета ќе го владее тој. Значи вие како сакате, кажете вие што сакате правите, Мета ќе биде главна во NFT секторот. Затоа што Мета е практично збир од Facebook корпорацијата, од Google корпорацијата, од Microsoft корпорацијата и од Sony корпорацијата. Значи ова се 4 огромни корпорации кои што влегуваат да го направат овој следен мета свет кој што се уште е на пауза затоа што не сме во bull market. Но значи она што се некој до сега што сум ги добил како основни вести. Sony ќе ги прави очилата, они зборувам целосна интеграција во мета свет, значи оној 3D каде што се влезени во виртуална реалност. Facebook треба да ги буквално донесе клиентите. Google практично дава целосна поддршка во однос на Web3 и нели оној дел со интернет и Microsoft треба да го прави софтверот. Значи сакам да ви кажам како може да се напреварува било која компанија со овие 4 корпорации, ако они кажат ние влегуваме и моментално ќе бидеме први на пазарот, никој не може да се напреварува. Значи таа технологија, опрема и софтвер што они ќе го развијат за мета светот, значи една сама корпорација не може да го направи. Тоа сакам да ви кажам, имајте макро перспектива на сето тоа. Мене ако ме прашувате, јас сега знаете што би купил? Би купил Send, би купил Mana, би купил Engine. Тоа се основни токени кои што се governance и Engine кој што е софтверски токен за развивање на NFT технологии. Би купил Immutable X кој што буквално ви дава транспорт на било какви токени без никаква трансакција. Значи ова се на некој начин не гледајте само како гейминг токен да го имате истиот. Добро, доколку играте е добро.
но гледајте макросфера. Што е тоа што ствари ќе биде битно во овој свет? Имате недвижност, тоа се сен демана, прост пример ви кажувам, значи мора да ги гледате макро целиот тој свет, што е она што доаѓа. Сен демана ви се буквално токените со кои што се тргува недвижност во криптосфера на NFTs на MetaWorld. Engine ти е софтверски токен кој што буквално дозволува да се направи било каков NFT во овие светови. Значи ти треба engine. И следно е, например, Immutable X ти треба за транспорт. Има многу такви токени, но гледајте кои се тие кои што има големи пари позади. Сен не оди никаде. Engine не оди никаде. Тие два ви се сигурно, мислам, не можам да ви кажам, ова не се финансиски совети, нели нормално цела оваа емисија, но мене ако ме прашувате, гледајте на макро ниво. Не гледајте на микро на еден проект. Гледајте на целата NFT сфера. И што уствари ќе биде битно и клучно понатаму во следниот булран. Така. Зашто ова е пак гейминг, движење од хајп. Кога излеза акција, ако се сеќаваш, ако си следал, беше хајп. Сите влегоа, зашто немаше игри. И сега како почна да излегуваат една по една, веќе вика чекај, ќе влезам во Гала, поевтино ми е, ќе влезам ваму поевтино ми е, зашто Ethereum е 20-30 евра само трансакцијата. Тоа сакам да кажам. Тоа е тоа. Обичниот народ игра игри, овие други ве креираат. Така да производот мора ние да го купиме, а на крајот од денот ние немаме колку они што имаат. Оние што и да направат мора да е во рамки на наш буџет. Одиме понатака? Следно. Во сегашен беар со буџет од $1000 и со добри проекти од типот на ADA, AVAX, Atom, AXS, DOT ставени во стейкинг, колку би требало да биде добра заработка во бул? Пута 2, пута 3, пута 4. Кој може тоа да го предвиди? Поготово сега што многу падна. Сега се цените многу ниски. Така да пута 2 е ништо, пута 3 ништо, пута 4 исто ништо. Ако видиме старите цени, тие веќе доаѓаат некаде, мислам дека 4,5-5 пати повеќе од овие што се. Да, за Cardano толку доаѓа. 5 пати повеќе, така да овие пута 2, пута 3, пута 4 што беа во прашањето се многу лесно достижни. Сега нормално не треба да се иде со главата од зид и по секоја цена да се врза тоа у крпче. Зашто ние не знаеме бул кога ќе биде. Има прашање што се малку повеќе, поекономски понатака, кај што ќе видиме дека ситуацијава не е многу сјајна и дека бул тешко до крај на година да биде. Чартовите може да кажуваат, ама тешко. Дури може само да идеме повеќе и повеќе во беар. Гледам нешто дека бараш, најверојатно и сакаш нешто да покажеш. Да, слободно. Чекам да завршиш, нели, чисто за моje мислење генерално. Да, по мене да, они пута 2, пута 3, пута 4 ќе направат, ама не бул ако го чекаме во догледно време нема да биде. Нема шанси. Да, дека сега треба да се купи со оваа сума што има дечкото која има, не е ни важно, тоа не е наше да се мешаме. Ќе заработи сигурно повеќе од пута 4. Ако се врати на стара цена, со денешна цена и старата цена, тоа е веќе 5 пати профит. Така да ништо чудно да биде и 10 пати па и повеќе. Сепак збориме за бул. Реално ние во 2021 немавме на јак бул. Да фати се да расне. Кога е многу јак бул, можеш со затворени очи да кликаш само на market cap, ова ќе blow off top. Да. Немавме blow off top. Немавме. Така да имавме бул, ама не беше тоа. Ако го фатиме ние стварно бул, колкави заработки би биле, тоа се стварно многу мали пари би можеле да сменат на некого цел живот. Особено во Македонија, кај што земја на Балкан ајде да се држиме. Но не во бул маркет. Во бер се менува, не во бул. Да, ако го купиш. Бул се прави профит. Во бер се менува живот. Ако дели слободно заврши па ќе Да, толку. Тоа што кажа ти, мораш да земаш сега. Значи, прво да се разбере, она што ја и Бојан го кажуваме постојано и на неговиот и на мојот канал. Прво, пред да продолжам, значи разликата е во тоа што на Бојан е фундаментална анализа. Многу битна, затоа што без фундаментална анализа, на техничката анализа ќе гледаш падови и ќе се чуиш од каде ова, што се случи, што немам појма. Разликата што е? Значи, секогаш кога истражуваме еден пазар, мораме да имаме техничка анализа и фундаментална анализа. Затоа јас и Бојан се обидуваме да не навлегуваме во сферите еден на друг. Јас се држам до моите технички податоци во однос на истражување на пазарот, он се држи во неговите фундаментални, односно
следење на макросферата, следење на случувањата на економска, ќе навлеземе во овие прашања, сега нема да ги одговарам нормално, имаме буквално следно прашање за тоа, но разликата што сакам да ја покажам пред да влезам во самиот чарт е дека мора да направите и фундаментална и техничка анализа пред да влезете со инвестирање. Инвестирањето е последниот чекор, нема брзање. Значи тоа се ваши пари, дали се 200 денари, 200.000 или 2 милиона, тоа се ваши пари. Значи не е битно колку може да внесете. Битно е да не влезете во нешто што не сте го истражиле и не знаете кој е вашиот ризик. Сега, разликата помеѓу берза и чување во банка е тоа што не знаете која е иднината. Разликата во биткоин е тоа што имате 4 годишен циклус. Значи досега од два, да речем, булрани кои што се званични и големи, 2013, 2017 и овој сега, значи тоа се 3 булрани, циклусот е закон. Значи моментално биткоин докажал дека циклусот е закон. Прост пример. Значи гледајте, плавата линија ова дното на одреден бул маркет, а црвената представува неговиот врв. Така. Разликата што е? Најчесто овие доаѓаат една година после халвингот. Значи доколку земете основна математика на, како што рече Бојан, значи побарување и добра на пазарот нивна количина, значи зошто настанува тоа? Секој халвинг имаме преполовување на наградата на биткоин на пола. Доколку до сега за еден блок добивале 6, во наредниот ќе добиваат 3. 3 биткоина за еден блок. Значи оние што мајнаат. Што е проблемот? По моментот кога ќе се преполови наградата, значи они мора да се приспособат на тој пазар, односно мора да приспособат сметките кои што ги плаќаат за електрична енергија, мора да приспособат работната рака која што ја плаќаат и мора да продадат барем дел од она што го ископале во претходните 4 години, затоа што од денеска па натаму наградите се навалуваат за половина. Што значи дека они го предизвикуваат тој почеток на бул маркет и на тој начин, за разлика од берзите и банките, овде ќе имаме циклус кој што е неизбежен. Значи до 2117 година ќе имаме циклуси на биткоин на секој 4 години. Неминовно. Може да видите кај мене ви ставив и каунтер, каде може да следите кога е следниот халвинг на биткоин, но досега докажано на една година пред халвингот, повеќе или помалку, се наоѓа дипот на bear market. Значи секогаш. После халвингот немаме друг избор освен тргање нагоре. Значи затоа и ги имам халвинзите за да може да види. Значи најчесто една година, значи точно од моментот пред халвингот и после халвингот е она кога залетуваме во следниот бул маркет. Тоа што го кажа Бојан, немој да очекувате дека ќе имаме следен all time high затоа што веќе е премногу касно. Имаме lower low. Значи сега да не навлегуваме во анализа, она што сакам да ви го кажам е, да се вратиме на самото прашање. Значи мора да научите дека bear market е времето кога треба да се едуцирате и времето кога треба она што го имате заработено да го внесете во проекти кои што ќе го преживеат bear маркетот, а оставам на вас да видите кои се тие. Значи затоа и со Бојан постојано трубиме на сите канали, на сите видеа. Blue chip, Ethereum, Bitcoin. Значи тоа ти се пара на некој начин. Никогаш не можеш да бидеш 100% сигурен. Многу луѓе сметаат дека Луна е blue chip. Тоа е управо. Но кога веќе правиме портфолио, разделете го, значи не ставајте се во еден коин и распределете го на оние коини кои што верувате во нивната технологија. А дополнително на тоа, значи за оние колку може да бидат самите таргети. Не заборавајте дека blue chip станале blue chip затоа што веќе имале огромен профит. Не може да очекувате дека сега, затоа што во претходниот булран, сега ќе ви покажам каков е профитот на ADA на оние кои што купиле во bear. Значи на all time high 10.000% може да видите овдека, значи 10.000% доколку сте купиле во најдолната граница и сте продале во најгорната граница. Разликата е во тоа што 10.000% нема да се случи повторно поради самиот маркет кап на коинот. Сите овие кои што се наведени во самото прашање, на пример. Имаме ADA, AVAX, Atom, Axis, DOT. Значи сите кога беше bull market беа минимум по 30 билиона долари внесени во самиот проект. Значи за цената да се дуплира од тој all time high, треба да имаме уште 30 билиона внесени во market cap, да влезат пари за да имате пута 2 профит. Затоа, кога купувате во bear market, за разлика од оние кои што нормално нема да ги следат овие видеа, нема да се едуцираат,
Вие фактички купувате, прост пример. Значи сега моментално доколку купите ADA на оваа цена од 0,5%, 0,47 центи, така. Значи од овој момент да се вратиме горе на претходниот all-time high, ние би имале профит од 535%. Кажете ми каде ќе направите вие профит од 535%? Каде? Кој ќе ви даде 535% профит? Реално да правиме ова. Разликата е во тоа што, значи мора да заборавите на брзи пари. Брзи пари се прават со лихва, на друго место нема брзи пари. Реално да правиме ова. Разликата е во тоа што сите го кажуваат тоа правилно на 4 години. 4 годишен циклус, мора да поменете преку 4 години за да дојдете до пари. Дури да сте купиле на претходниот all-time high, погледнете ги претходните all-time high на сите биткоин сайкли, гледайте. Значи, доколку сте купили на претходниот all-time high во 2013, да измериме тој all-time high, до овој all-time high, вие би биле 1800% во профит. Еве да земеме дури овој, значи во право е Бојан кога каже дека немавме blow of top. Затоа јас на пример многу големо портфолиото дел не го продадов затоа што очекував дека оваа вредност на биткоин барем ќе дојде до зелените линии на последните 3 левела на Фибоначи за да продадам. Значи не само мене, огромни портфолија никој не продаде од нашите, да речем, обични смртници, само за тоа што чекавме да има blow of top, а не се случи тоа. Учиме, тоа е тоа. Значи не сте изгубиле, не заборавајте. Ќе изгубиш кога ќе го продаеш своето крипто. Додека го чуваш своето крипто ти не си изгубил. Еве прост пример. Оние што купиле во 2017 година, продале да речем во all time high од 70.000, се 250% во профит. 250% во профит за 4 години. Каде сакате ставите ги парите во било што на светов, нема да направите 250%. Значи биткоин моментално outperforms, значи има подобар перформинг од било кое друго средство на светов. И е најсигурен. Само нели, тоа е повторно ваше, не можеме да ви кажеме што да правите, но не очекувате од blue chip проектите да добиете пута 20. Да, пута 3, пута 4, пута 5 е многу реално, затоа што еве прост пример. За ADA да се врати на претходниот all-time high од 3, а моментално има 50 центи, значи треба 6 пати да порасне цената за да стаса до $3. Така? Значи ете ги пута 6. Сакам да кажам, имате упредвид дека овие проекти, јас лично имам убедување, затоа што јас верувам овие проекти, како DOT, како ADA, како Ripple, значи јас верувам дека ќе се вратат барем до претходниот all-time high. И затоа ги акумулирам, верувам во нивната технологија. И јас моментално не ги гледам како цена, ги гледам како поголем обем на токени што можам да купам во bear market. Тоа е мојата стратегија и верувам дека пута 2, пута 3, пута 4 се ништо ако акумулираш во bear market. Но доколку сите се вратат нормално како што ќе се вратат во 2023 година, кога ќе почнеме да се движиме нагоре, тоа ќе биде веќе касно. Да, веќе ќе биде касно, за нас ќе биде таман, зашто тие нас ќе ни ја придвижат цената. Тие што купуваат устари ја движат. Стебл, во кој стебл кој највеќе? Не те слушнав. Zero sum game. Да. Во кој стебл кој највеќе верувате? Во никој. Во никој. Веќе во никој. Добро, не сега дека во никој, како што рековме. Се сложивме со тоа дека USDC и Binance USD и на Gemini. Како е на Gemini? Не може да ако прашаш јас користам исклучиво BUSD. Значи ја користам Binance, значи секогаш кога сакам да продавам, префрлам од hard wallet на Binance, продавам, да речем доколку, значи јас лично не држам стейблкоини, морам да ви признам. Еве на пример последниот дип, сето што имав на трнато во стейблкоини го потрошив, купив она што мислев дека треба да купам. Значи повторно, не се нормално јас си понатаму од сопствената плата и финансии кои што ги имам овдека, понатаму ќе почнам да финансирам во одредени проекти. Разликата е во тоа што како што кажа Бојан, ја BUSD искрено го почитувам највеќе затоа што досега и USDC и USDT покажаа дека во било кое време може да ги блокираат токените дури и се на hard wallet. Не корисни се. За разлика од тоа BUSD малку повеќе има доверба затоа што Binance нема никакво представништво во Америка. Binance не ја сака Америка. Binance.US е сосема друга компанија и затоа на пример исклучиво користам Binance. Мене ако ме прашате, се што е поврзано со Америка е тешко манипулирано и тешко регулирано и затоа доколку слушам дека некој проект е базиран во Америка или исклучиво Америка, никако не сакам да слушам за тоа. Ripple има 95% од своите токени надвор од Америка. Поради тоа што Америка моментално го тужи да не навлегуваме. ADA моментално вика се фокусираме на Африка, на Азија како неразвиени пазари и затоа на пример јас многу верувам во тој проект затоа што како таков се фокусира на пазари кои што досега немаат банкарство.
DOT исто така. DOT, например, има направено ICO надвор од Америка, поради страв дека во Америка ќе ги тужат. Значи, затоа, например, ова е една од основните работи кои што ги взимам кога правам истражување во моето, например, финансирање, никако ствари поврзани со Америка. Како што може да видите таму од денеска за утре се прават било какви манипулации, тужби, може да се случи, например, како што се случи на Ripple, цената оди нагоре и он беше единствен претендент да може да се напреварува со Ethereum, го тужија, цената отиде буквално до 25 центи, што беше катастрофа. Но моје мислење, се што е поврзано со Америка подалеку. Исто како стейблкоин. Да. Значи, али да, мене лично ми е намалена вербата у стейблкоин. Во иднина не би чувал толку. Така да, сега има друга. Доколку има војна со бойкотирање на интернетот, како да чите, така што сателити и одредени клучни подводни кабли бидат уништени, интернетот би се расцепкал на повеќе изолирани острови од локални мрежи. Ова би значило недостапни интернет сервиси, берзи или волети, и како ова сценарио би влијаело на криптото, и како да го заштитиме портфолиото. Никако. Hard wallet. Hard wallet, башка, ако се гледаме големата слика. Интернетот не е само за јас и ти да се слушнеме, така. Тука влегува GPS, тука влегува supply chain, тука влегува... Се е веќе интернет. 90% од општеството е на интернет. Така. Ако го земеме дека интернетот може да пропадне, ако интернетот баш пропадне или се расцепка, веќе тие синџири што ќе ги нема. Што ќе настане? Ќе настане колапс. Најмалце ќе ти биде тебе важно криптото. Точно. Што у војна криптото не е важно. У војна ти е таа една конзерва риба или паштета, тоа ти е важно, не крипто да имаш. Криптото ќе ти помогне да избегаш, ама ако не можеш да избегаш. Точно. Значи платежни средства во некоја ситуација не може да ти извадат. Точно. Без разлика какви се. Се менува, ќе купиш, да речем, тогаш се враќаме на она старото, дека имаме размен. Веќе се губи парата, не ти требаат пари, што ќе ти се? Ти треба нешто за основни добра, јасно. Во војна ти се битни основни добра. Никој не се замара со пари, нормално. А ова, ако го снема интернетот или има напади, тоа е војна. Тоа не е војна, тоа е светска војна. Многу повеќе интернетот од Facebook и нешто. Слободно. Значи, прво не знам дали генерално нашите гледачи знаат оприлика како функционира самиот интернет. Интернетот е централизиран. Значи, тоа мораме да бидеме јасни. ICP проектот беше уствари идеја како да се произведе интернет што не е централизиран. Зошто? Значи, моментално криптосферата има многу голем страв дека има моментално неколку столбови низ светот кои што се главните интернет провайдери за целата конекција у светот. И ако некој од тие, например, столбови, значи тие се многу добро осигурани, нормално не можеме да дојдеме и само да ги собориме. Поентата е што сите тие имаат некои бекап сейфови, са нели, верувате ми, јас воопште не сум ни блиску до професионален за оваа сфера, но мораме да разбереме како тоа функционира за да сватите дека блокчейн технологијата, се додека постои еден компјутер негде во светот кој што не е уништен и има неизгорен хард драйв и леџерот е запишан на тој хард драйв, во моментот кога тој компјутер ќе дојде онлайн, овој леџер ќе се расшири на сите останати мајнери кои што се уште се онлайн. Значи, тоа е сигурноста на биткоин мрежата. Се додека постои еден мајнер со оригиналниот блокчейн леџер. Значи, без разлика дали снемало интернет, значи, зашто ви кажат, моментално за да се собори мрежата на биткоин е потребен оној, не знам како се нарекува, ултра супер се уште невозможен компјутер, кој што е толку моќен што може во исто време да ги нападне сите компјутери кои што се поврзани на биткоин мрежата. Значи, затоа уствари постојат толку голем број на мајнери, затоа што секој од тие мајнери уствари представува сигурност. Значи, секој од тие мајнери го поседува целиот леџер на сите трансакции некогаш направени на биткоин во целата историја на биткоин, и се додека постои еден таков што се уште работи, дури да снема интернет. Значи, ако снема интернет, хард драйвот на самиот компјутер се уште го содржи леџерот. Што значи дека во моментот кога ќе дојде било каква конекција помеѓу нив, веднаш се воспоставува мрежа, значи тоа е поентата на мајнерите. Се воспоставува мрежа и се апдейтираат леџерите помеѓу себе во однос на тоа дали имало некои нови практично трансакции. Тоа е хаш рейтот. Значи, она паѓање на хаш рейтот во Кина
беше стравот дека поради огромен број на мајнери што се изгубиле, може да се случи таков напад, но не се случи, затоа што имаме огромен број на мајнери и се додека ги има, леџерот е сигурен. Така да и да снема интернет, во моментот кога ќе се појави интернетот, ако не се нападнати сите компјутери одеднаш, леџерот е тука. Што значи дека вашиот крипто е се уште безбеден. Да, безбеден, ама ако се случи ова, тогаш светот отишол далеко. Тоа е поентата на биткоин кога паѓаат бомби. Така, ти сега што ќе... Ама добро, ова е, мислам дека оваа ситуација не би му одговарала на никој. Зашто овдека се веќе држави, така да колку е ова... Тоа затоа што бомби паѓаат и на богати и на сиромашни на ист момент. Ами и они ќе изгубат, секој ќе изгуби од таква ситуација зашто и они се поврзани. И сега ова прашање го немаш ти иначе, зашто Савајле го видов и Ајде фристайл. Требаше прво да иде. Дали можам самостојно да стартувам со купување на криптовалути и да следам и дали има некое упатство за да се снабди и прочита, или само виртуелно на социјални мрежи и како е најдобро. Секој може. Секој може, не ти треба никаква школа. Да, полесно е со школа да ги разбереш некои точки да ги поврзаш, но не е, мислам дека пресудно. Упатства сигурно имав негде дека по интернет, на македонски немам сретнато нешто подобро, нешто што би ми направило кеф, али има многу на интернет. Социјални мрежи, не би учел од социјални мрежи искрено, и немам ни учено од социјални мрежи, ама добро е да се следи хајп таму. На кај се движи, што се движи, а YouTube, Google ти се одлични. Школа и по. Точно. Ја имам се од таму генерално, таму научано. Баш така. Нормално сега ми е полесно некои работи да ги разберам како се што се, бидејќи нешто ја сум учал, ама официјално образование за ова нема, така да интернет е, а секој може да стартува со купување. Има видеа и на македонски, баш ја и ти имаме правено видеа за ова, така да може, многу е лесно. Не знам кој го има поставено прашање, но не ни видов, ама да можеш да почнеш. Тие не се битни, поентата е да ги одговориме самите прашања, верувам дека сите сакаат да слушнат. Можеш да почнеш да самиот со 15 или 20 евра е минимално на Binance што може да се купи. Ќе пробаш, ќе видиш, ќе разгледаш, ќе се сваќа, не е тешко. Нешто да додадеш? Значи, сега многу луѓето гледам, посебно се следам доста, да речем, посебни групи и слични податоци. Многу луѓето мислат дека нашава група, се ставам во оваа група нормално, нели, верувам дека тоа што контрибуирам нешто, можам да се ставам во самата група. Нормално. Сме као стрикно ада и ништо друго. Значи не навлегувам повторно во ада проектот, навлегувам во човекот кој што стои позади ада, Хоскинс. Вели вака. Значи вика, замислете колку луѓе постојат во Африка моментално што немаат чевли. За ти да би влегол во банка, да можеш да направиш основна сметка, ти мораш да имаш барем чевли. Можеш да имаш барем основна облека за да можеш да влезеш во банка, иначе нема да ти дозволат да влезеш, така? Сега што е проблемот? Ти вика banking to the unbanked. Поентата е дека крипто е, идејата на крипто е уствари да го донесе банкарството до оние кои што немаат банкарство. Значи, зборуваме фавелите во Бразил. Зборуваме за Бангладеш и Индија, каде што имаме билионска популација која што не поседува вода за пиење. А да не разговараме за банкарска сметка. Но сите овие луѓе на некој начин поседуваат телефон. Се што ви е потребно во денешно време за да влезете во криптосферата е телефон. Толку. Еден смарт било каков телефон. Застаре не е битно. Значи секој може да направи на FTX, да речеме, или на CRO, на било кој од овие менувачници може да направи во било кое време и како што каже Бојан. Значи $15 ви се доволни за да влезете и да купите било каков крипто, било што. Работата е што, како што каже он, едно е да влезете во сферата, но друго е да се едуцирате. Значи, едукацијата во криптосферата е клучна за да уствари успеете понатаму, затоа што без да знаете што купувате, тоа е исто како, одбираш некои 3 букви рандом, гледаш нешто FTX, FTT, CRO, значи, ништо не сте направиле. Сте купиле нешто рандом што немате појма ни што е, ни што стои позади него. А во денешно време мислам дека секој барем во нашата земја има интернет конекција и обичен компјутер кај што може да седне. Значи јас знам, значи тоа беше поентата на нашите два канали, ја и они претходно разговаравме за ова.
Многу од луѓето во Македонија се против ова, ја не знам зошто. Значи ние не го правиме ова за пари, го правиме буквално затоа што ние сме буквално секогаш последни во светот. И сега моментално правиме обиди да го доставиме материјал во доваст на македонски, значи кај него и кај мене на каналот може да најдете соодветен материјал кај него од хардверски дел како се прави wallet, како се ставаат средства, како се купуваат трансакции, кај мене како да направите истражување на маркетот, што да купите, што е добро, што е лошо. Значи еве, да не навлегуваме во детаљи што може да најдете кај нас на каналиве. Но луѓе, моментално сме во bear market. Се е паднато. Значи заборавете на пари и колку што вреди. Седнете и едуцирајте се сега. Значи поентата е секој може да влезе во крипто, но оној што се едуцирал и нашо време е во наредните 2 години да научи што како се прави, во 2024 година после халвингот ќе биде профи. Значи ќе влезе на пазарот, знае што купил, спремил торби, чека профит. На bear market пак ќе има. Bear market е 4 години. Дали ќе биде blow off top или не, ќе биде bull market. Што значи дека вие сега ќе бидете во профит. Сега дали ќе бидете пута 5 или пута 20 зависи од вас. Се е едукација. Ама не е завршено, значи секогаш ќе има пукање. Значи не е тоа буквално формирање меурчиња. Тоа се уште мали меурчиња. Секогаш има формирање. Ако приметите 2000 година .com, 2007-2008 пазар на недвижни, 2020 корона, еве уште не држи. Тоа. Баш беше околу рецесија, ама чекам да кажеш, го имам на чарт да им го покажам. На 10 години ние имаме нешто. Така да. Точно, така е. Секогаш има пукање на тој меур. Тоа не е буквално меур и дека ќе пукне. И .com меурот пукнал, но еве ние го имаме интернетот. Така да и 2007-2008 кризата со недвижни и тогаш пукна. Сега се очекува дека ќе пукне до крај на година и тој пазар што влези во тоа прашање, таман си на место, ова за рецесија. Да, значи таман кој го веќе објасниш ќе влеземе на тоа прашање. Ете го, наредно, дали би можеле да влеземе во рецесија? Па не можеме да влеземе веќе кај што сме влезени. Ние сме, да. Да, значи иначе рецесија е негативно од БДП. Кога ќе отидеме надоле со БДП-то, односно минус, тоа веќе е рецесија. После инфлација тоа е наредно, ние сме веќе светска рецесија можда нема да има, ама државите ќе бидат влезени, Македонија 2%. Веќе е светска, што да биеме реални. Значи, дали они го признаваат тоа или не, гледајте по инфлацијата. Значи, моментално имаш, во Македонија има повеќе од 12% инфлација. Америка има 8% инфлација. 8,3 вчера. Да, тоа беше официјалниот податок, точно. Да, ама тоа е колку е реалната. Они не кажуваат. Точно, колку е вистинската, тоа го знаеме на сопствен новчаник, точно. Значи, кога ги имаме ние цените пута 2 на некои продукти, не е дали ќе има рецесија, него до кога ќе трае. Не би требало многу да трае, бидејќи баш нема пари веќе. Или нема да се принтаат, ама нема да трае, мислам дека до 2023 ќе заврши. Генерално за тоа, значи SPY индексот е сега, Бојан убаво кажа тоа со GDP, разликата е во тоа што ја верувам дека многу од нашите гледачи не знаат што уствари представува GDP. Тоа ти уствари бруто домашен производ на државата, што уствари во глобала, во целото нејзино производство, истата може да биде во минус или плюс, во однос на тоа дали произведува повеќе од колку што губи и обратно. Сега, рецесијата генерално, значи најчесто се мери, еве, мене ако ме прашувате, јас лично рецесијата најдобро ја гледам преку овој индекс. SPY индексот представува збирен индекс на 500 најдобри компании во Америка. И истиот најчесто, значи самите вредноста на акциите земена заедно како комплетен маркет кап уствари представува вредноста на само момент да го најдем чартот, чисто да ви покажам уствари како изгледа истото, затоа што е многу добро да видите колку траеле претходните рецесии. Проспри, значи ова е уствари чартот на SPY индексот. Јас моментално е на месечно ниво за да можам да ви покажам. Еве ќе се вратиме назад, како што спомна значи Бојан, станува збор за трите последни најголеми кои што се на некој начин ставени на податок, може да ги видиме. Значи 2000 до 2002 година уствари е .com bubble. Може да видите на монитор, значи 2000 точно до 2002 година е уствари рецесијата која што траела во .com bubble, односно на паѓање на огромни компании во интернет и слично, сега да не влегуваме детали. Следната криза е во 2008 година, односно на банкарска криза каде што си имавме преголемо задолжување, јас дали сме били па на некој начин доволно млади, но сме знаеле што уствари се случува. 2008 незиниот почеток до 2009. Но гледате кој е трендот.
Претходно сме имале 2 години рецесија, после сме имале 1 година рецесија. Следната во кризата во пандемијата, колку сме имале, гледате. Тоа е уствари почетокот на 2020 година до, гледате, од јануари до април, 4 години сме имале рецесија. Извинете, 4 месеци. Она што сакам да го кажеме дека трендовите на рецесија се се помали и помали затоа што технологијата моментално толку бутка напред самото човештво што дури ни рецесијата не трае долго. Сега не можеме да бидеме сигурен дека ќе заврши за 4 месеци, но трендот до сега ни покажал дека се намалува за половина секоја следна рецесија. И рецесијата моментално не треба да ме плаши. Затоа што гледате дека и самиот индекс овдека, не може, гледате колку време одел нагоре, гледате. Дури и самата рецесија која што се случи, рецесија од 4 месеци во ковид пандемијата, ова што гледаме моментално е одложено дејство. Она што викаат lagging indicator. Одложено дејство затоа што она што беше произведено, пари, потрошено од самите држави во 2019-2020 година, сега дури доаѓа затоа што они веќе ги немаат тие резерви или испринтале многу пари и сега моментално влегуваме во рецесија затоа што потребни беа тие 2 години за да се покаже дејството на она што било направено 2019-2020 година. Што значи дека многу луѓе веруваат дека оваа рецесија нема да трае долго и кога кажуваат рецесија, тоа не че ќе биде крај на светот. Рецесија значи дека моментално самата економија влегува во назаден сегмент, но ништо не оди само нагоре. Значи мораме да имаме корекција. Сватите го тоа како корекција. И самиот индекс овдека може да видите дека многу му треба корекција. Значи гледате каков пораст има, ништо не расте вака. Значи мораме да добиеме корекција. Оваа корекција дополнително е забрзана од чартот на доларот, сега нема да налегувам таму, но моментално со кратењето на суплајот, на количината на долари на пазарот, колку помалку долари има на пазарот, толку поголема нивната вредност. А знаеме дека SPY, односно самите индекси на берзите, заедно со крипто, се обратно пропорционални од вредноста на валутите, во случајот доларот, како главна валута. Што значи дека се додека имаме rate hikes и додека моментално Фед, резервата во Америка, повеќе и повеќе ја крати количината на долари на светот, се повеќе ќе имаме растење на цената, односно вредноста на доларот, а намалување на вредноста на криптопазарите и берзите. И обратно, кога ќе запрат, затоа што ова не може да биде постојано. Значи они не може да го држат во рецесија општеството 5 години. Ќе се случи колапс целосен. Затоа што целата економија назадува, луѓето се разочарани, нема доволно пари, нема доволно средства. Што значи дека они мора да попуштат. Значи мора да престанат со овие rate hikes. Кога тоа ќе се случи, ќе почне да паѓа доларот, а ќе почне останатиот дел од економијата и крипто да се враќа назад, што ќе биде уствари следниот bull market. Значи ова е нормален циклус на економија, ништо ново, веќе видено, само што на некој начин вие сега го чувствувате на сопствена кожа преку сопствено портфолио од крипто. И затоа што е ризично, тоа е не тоа. Само тоа, сега има и повеќе податоци. Сега имаш интернет на секаде, секој може да види, иначе претходно било точно колку и дали денарот е стабилен, дали би менувале денари за евро или долари. Што ако ги смениш? Дали е стабилен? Да, стабилен е. Од нестабилност на валута се мисли сега да е пример млекото 50 денари за 2 сати да е 70 па 30. Тоа е нестабилно. Хиперинфлација. Да, ние не сме тоа. Фала Богу не сме, значи денарот е стабилен. А дали би менувал денари за евра? За евра не би, зашто истотија. Нели нашиот денар го имаат врзано со еврото. Што дека ќе го смениш? Истотија со тоа. Дури со денар си постабилен, ќе касне малце кај нас. Ако ова падне кај нас, ќе му треба уште неколку дена. Долар као долар реално ризичен е сега. Јас не би. Не знам сега друг дали би менувал или како. Менува. Многу и кредити зема. Ама денар како денар, ако јас се прашувам, значи тоа што се кажа. Разликата помеѓу пример пезосот во Аргентина, кој што не е врзан, значи они го врзаа за доларот, а многу касно. Веќе влегува во инфлација. И они се некој 1.000.000% во инфлација во однос на нивната валута и колку повеќе принтаат, толку повеќе се зголемува инфлацијата. Тоа е оној магичен круг, кај што нема застанување. Мораш да принташ повеќе пари затоа што државата ти е во долг и треба да ги вратиш тие пари, а колку повеќе принташ, толку повеќе се намалуваат вредностите на добрата во твојата држава. Сега, она што НБРМ, односно Народна банка на Република Македонија, Централната банка го направи многу години наназад, го врзат денарот за еврото, односно постојано се обидуваат да го задржат денарот, значи supply-от, количината на денарот
се обидуваат да задржат во противредност на еврото да биде 64. Што значи дека доколку еврото девалвира, што се случи моментално со инфлацијата, девалвира и денарот автоматски. Затоа што ние сме врзани со еврото на одредена количина. Односно, постојано ќе биде 61, 62, 64, не знам колку е моментално, но денарот генерално е стабилен, но мора да разберете дека инфлацијата доаѓа на сите валути. Значи нема валута која што не ја допира инфлација. Не постои тако нешто. А моментално тоа што ние не сме врзани со, пример како што било претходно со златна резерва, тоа значи дека нашата Народна банка може да принта денари колку сака. Разликата е во тоа што доколку принта денари повеќе од она што треба да го има во оптек, оваа разлика помеѓу еврото наместо 65 ќе стане 85, 100. Ме разбирате? И наеднаш во надворешна трговија нашиот денар е помалку вреден. Тоа е проблемот. И генерално од тоа што го имам до сега видено, НБРМ ја одржува вредноста на денарот во противредност на евро солидно, но знаете како? Држење на кеш е промашена инвестиција. Тоа што ја кажуваат, значи од година на година сакате вие или неќете, инфлацијата е постојано тука. Само што они нема да ви ја најават доколку е 2% или 3%. Они ќе ви кажат имаме инфлација кога истата на званична наука стаса 8 како сега. Ако е 2 или 3, они нема да ви кажат имаме 2% годишно, значи тоа нема да стасне и на вести. Но повторно губите дел од вашата заработка. Се додека ви кажете, прост пример. Колку добивате у банка за држење на денари? Колку 1%? 0%? 2, колку 2%? А вашата инфлација на годишно ниво е 3 или 4%, тоа е нормална инфлација, 3 или 4%. Што значи дека ти во секое време дури да добиеш 2%, ти губиш 2% поради тоа што инфлацијата е поголема секогаш од она што го добивате. Затоа, значи знаете како? Разликата е држиш валута која што знаеш дека девалвира, значи тоа е неминовно, цел свет девалвира, или држиш крипто која што има шанса да оди нагоре. Со тоа што моментално многу од криптото имаат burning механизам, каде што они горат дел од сопствената количина за да ја намалат инфлацијата. И на тој начин да ја држат стабилноста на криптовалутата. Таков механизам во валутите треба да биде она повлекување на денарите назад, но тоа нема да се случи затоа што Македонија е постојано должна. И секогаш кога треба да врати долг, она принта нови денари за да се одолжи. И на тој начин инфлацијата е постојано тука. Сега едно друго прашање поврзано исто со солидна заштита на парите во оваа инфлација, франак, злато, недвижности или крипто. Франакот исто потона. Недвижности веќе пукнат, зашто сега Швајцарскиот франк. Да. И тој имаше нешто некој пат, недвижности така и да ќе пукнат, мора да пукнат зашто прескапи се. Јасно. И се остануваат овие две, злато или крипто. На краток рок злато, на долг крипто. Зашто злато викам? Зашто сепак тоа е уште тоа што движи. Голден стандард. Уште златото е најсигурно. Ако ти е за пократко, да, ако ти е окей да чекаш 2, 3, 5 години, крипто тоа. Добро, ама каде купуваш злато? Многу е битно. На El Toro? Добро, тоа се веќе смарт контракт. Не, па сакам да кажам, никој не оди да купи златна плочка, да биеме реални. Значи, тебе би ти било златото најдобро доколку го поседи. Јас лично, значи поентата на криптото е дека е твое, дека е у моја фјока и никој не може да го допре доколку не дојде со пушка да ми го земе, реално правим ова. Разликата во тоа е што не заборавајте, не само злато, било каков тип на ресурс. Да речеме сте вложиле во жито. Моментално жито е многу популарно. Каде сте вложиле? Каде? Реално на El Toro, на Форекс, каде? Значи разликата што е? Не заборавајте дека тие средства кои што не ги поседувате во сопствена рака не се ваши. Тоа е некој ви го чува во ваше име. Но знаете што ќе се случи? Прост пример. Моментално сте купиле жито, така, да речеме вие сте финансиране во деривати, жито на Форекс и сега на пример вие поседувате 2 тона жито, што вас на портфолио ви стоят и вие у секое време цената расте, може да го продаете. Знаете што може да се случи сега? Поради тоа што целиот свет моментално влегува во ера на глад. Значи Украина и Русија заедно произведуваат повеќе од 30% од житните резерви на светот. Сега да ја прашам јас. Што ќе направите вие кога Форекс главното седиште е негде во Америка и Америка вика блокирајте ги сите профили на Форекс кои што поседуваат жито и го конфискуваме житото поради тоа што моментално се ногеме во светски глад. Чи нема доволно прехранбени средства, не интересира кој ги држи, значи тоа е централна организација и во секое време он ги држи во ваше име. Ама Америка затоа што е, нели, влада и има моќ,
Вика не. Се ќе биде конфискувано затоа што цел свет гладува, не може сега некој мене да ми продава по колку он сака жито, а житото не е кај него дома, ме разбирате? Затоа доколку не го поседувате доброто, не е ваше. Значи тоа некој во ваше име го чува, но колку е тоа безбедно, у денешно време се покажува дека не е воопште. Во било кое време може да ви го одземат само затоа што имате погрешен пасош. Или затоа што така налагаат моментално ситуациите во светот. Ова е мое мислење нормално. Значи ја не викам дека мировашниците не се безбедни. Се на одреден степен на безбедност. Лично мене ако ме прашувате, јас имам ваков механизам. Кога паѓа, ставаш се во или сега јас на пример не ги мерам blue chip проектите кои што ги поседам затоа што верувам во нив, стеги го де подобар и верувам дека наградата ќе биде подобра понатаму, дури и да е ризикот поголем. Така. Но доколку сакате безбедна стратегија, што е? Кога паѓа надоле чуваш се во биткоин на сопствен волен. Затоа што биткоин губи највеќе од останатите криптовалути. Значи ако биткоин се коригира да речеме 60 до 80%, останатите валути се коригираат и до 95%. Кога ќе паднете на $1, купувате blue chip проекти и Ethereum и истите почињаат нагоре со најголем профит што може, затоа што па има многу помален мал market cap. Истите многу побрзо профитираат за разлика од биткоин. Кога ќе стасите во максимален профит, повторно го враќате сето тоа како флип во биткоин, значи еве прост механизам каде што во цело време средствата се во твои раце, не допираш кеш, не допираш злато, затоа што не можеш да го имаш самото злато, а правиш флип на големи циклуси од 4 години каде што кога паѓа држиш биткоин затоа што губи најмалку од вредноста, кога оди нагоре држиш blue chip затоа што има најголем профит. Прост пример. Мислам, тоа е моје мислење. Па да, тоа е уствари инвестирањето, да ги движиш парите од ваму таму, од таму ваму. Точно. Ако ги чуваш ти уедно, а за рублјата, представа каде ќе... Исто е ризично. Значи прост пример. Да. Видовте ли што се случи? Значи пази, на почетокот на кризата многу од Америка мислеа дека се многу паметни и кога паднаа на Газпром, на пример, акциите, купија 1 тон акции на Газпром. И што се случи? Им ги замрзнаа. Значи Америка им ги одзема акциите. Затоа што они беа многу паметни. Газпром не може да престане да постои. Се додека има газ во Русија, ќе постои Газпром, многу едноставно. А ти купуваш акции од компанија што знаеш дека вреди трилиони, не билиони, трилиони. И утре сакал ти или нејкел кога ќе почне повторно да продава Русија газ, нормално дека вредноста на акцијата на Газпром ќе се качи нагоре. Но што се случи? Ти ги поседуваш акциите на Газпром и Америка вика, ние со закон забрануваме било кој американски државјанин да поседува било каква, дали е обврзница, акција, било што, руско. И он ти ги одзема, затоа што ти не можеш да поседуваш акција на своје име дома. Значи, постои хартија од вредност, да, навистина. Попишуваш и си купил акции од одредена компанија, да, но во секое време тие се во конкретен допир со законот на Америка и он може да ти ги забрани и да ти ги одземе со национализација. Истото и со рублјата. Значи рублјата моментално како валута, да, може да ја поседуваш, но рублја доколку не ја поседуваш во книжна верзија на рублја, ти не ја поседуваш. Ти имаш одредени бројчиња на сметка што утре може некој да ти ги забрани. Ја поседуваш, сега она е врзана негде каде до јуни месец со злато. Дали ќе продолжат? Зашто ако е одврзат, да речем така, тогаш друга ќе биде ситуацијата. Да, Bloomberg рече вчера, завчера дека најдобра валута е, најдобро котира. Ама уште има да расне за тоа. Ја не ви ризикувам, не знам. Значи, тоа исто како тера луна. Значи да не се лажеме. Имаше некој шанси на пример на тој среден пад што се случи 30 па 15 па 2, никој не може да знае. Може би на пример, еве што вика ќе влезе татково на Тесла и ќе рече знаеш што, ја купувам луна да ја спасам, така. Не може да знае. Значи такви претумбации на пазарот се случуваат постојано, но доколку немаш сигурни информации, тоа е коцкање. Значи тоа е влегување во коцка и се надеваш дека ќе трне нагоре. Разликата е, значи, во тоа што пак ќе кажам, влегуваш надевајќи се дека тоа ќе трне во твоја корист и дека ќе трне во овде ќе имаш сигурна технологија што знаеш дека неизбежно е во однос на времето да трне нагоре. Мене ако ме прашуваш нема подобро. Па да, ќе се игра, уште има игри тука. Ризик има постојано. Значи, нели, доколку имате пари што можете да ги изгубите и не ви се потребни на секој ден живот, и колку можеш да купиш и тоа земи го предвид. Пак поише можеш да земеш од $1, него што ќе земеш од $2. Точно.
Значи таков тип на арбитража мора да биде содржава. правено со огромни суми. Иначе нема поента на арбитражата. Арбитража се прави кога нели тргуваш од една валута во друга, ама ти доколку немаш 20 милиони долари да ги смениш во рубли, твојот профит од 20.000 денари во рубли ќе биде 5 денари. Ризикот многу голем. Да. Со односот не е. Уште 2 се, ама па и го одолживме, ама саат и пол има изгледа сигурно. Знам, значи има доста за зборување, точно. Појде. Дали биткоин може да порасне драстично додека трае војната во Украина и дали Русија е главен фактор за ова што се случува со крипто? Не е Русија главен фактор. Да, е фактор, ама не е. Корона, инфлација, се е тоа фактори и Русија капак. Зборевме, многу пати зборевме. Се. И не може да порасне. Драстично не, он ќе си порасне до кај некој нивоа можда. Ама дека ќе биде нешто тоа, вау. За биткоин зборуваме, така? Да, дека ќе биде тоа нешто многу значително да се осети, нема да се осети. Пак diminishing returns. Значи diminishing returns, се што порастало не може да расте постојано во истиот тек. Значи нема доволно пари на светот за да порасне 10.000%. Па не само тоа, војната ќе заврши, ама нема да заврши војната на народот. Тек ќе се гради, тек ќе им треба помош, тек ќе се прават политики, тек ќе се разговара. Војната може ќе заврши, нема да се пукаат, веќе ќе биде што ќе се постигне нешто. Ама што понатака? Многу се разруши Украина, значи додека се оправи тоа, имаме сигурно уште на година кај што ова ќе биде актуелно. Точно. Што ќе го спушта маркетот за да почне нагоре да оди. Ама гледај, значи што ви кажам, кога е халвингот следе? Мај 2024 година, дури се знае и денот, 4 мај. Кога е една година од халвингот? Мај 2023 година. Сега моментално се наоѓаме во мај 2022 година. Ви реков дека најчесто дното до сега 4 циклуси, дното на биткоин се наоѓало негде од овој момент до една година пред халвингот. Значи во наредната година можеме да очекуваме или постепена движење нагоре и надоле, да речеме во некоја хоризонтална линија, или ќе добиеме некој Black Swan евент како што добивме со Terra Luna, ќе добиеме целоста капитулација на цената, да речеме до 22-20.000 на биткоин, но многу кратко време и одма после тоа ќе почне постепено да се движи нагоре, но за да почне да влезе во оној максимален bull market, потребно е барем да помине следниот халвинг. И повторно, значи не очекувате дека ќе добиете 20.000% во биткоин. Тоа време е поминато. Рековме, маркет капот на било кој коин е главниот механизам како вие уствари добивате профит. Колку повеќе, значи Бојан убаво каже тоа. Не постои производство на пари на маркетот. Не, тоа се нечии пари. Уствари што се случува? Ние влегуваме сега кога цената е ниска, кога цената ќе порасне до наредниот all time high, ние излегуваме затоа што многу повеќе луѓе внеле пари во тој маркет кап, а ние само ги вадиме нашите. Значи многу едноставно е. Што значи дека ние ги земаме парите на луѓето што ќе влезат во 2024-2025. Многу едноставно. Како го вести Копонзи. Да. Значи трговијата е еднаква на нула. Значи не постојат пари што влегуваат од нигде. Значи тоа се нечии пари што влегле на пазарот. Што значи дека за ние да добиеме профит, ние мораме да ги земеме тие пари од некого што влегол касно. Значи поентата е дека ќе земеме ние профит, да. Но за биткоин не очекувате дека ги земете пута 50, што не е возможно. Значи нема, замислете колку пари треба да влезат, треба трилиони долари да влезат. Еве прост пример. Значи во највисокиот сегмент од биткоин, кога беше на 70.000, он имаше негде околу 1 трилион и 100 билиона, да речем, 1,1 трилион, така. Значи што рековме? За да се дуплира цената на биткоин, он треба да добие уште толку. Значи он треба да биде 2,2 трилиони за да цената стаса до 140.000. Ме разбирате? А знаете ли што е уствари уште 1 трилион да влезе на пазар? Значи замислете, моментално ние се движиме, маркет капот, сега не можам да видам, не ми се отворени, ама поентата е дека максималното достигнување на маркет капот за претходниот булран беше 3 трилиона. Се разбираме? Значи 3 трилиона се што поседува крипто, целиот обем на крипто беше 3 трилиона. Така. Значи она што сакам да ја кажеме дека колку е помал проектот, толку е поголема шансата за добивка затоа што помал е маркет капот и неговото дуплирање го дуплира и вашиот профит. Но колку е поголем проектот, толку посигурен. Профитот е помал, но сигурноста е поголема затоа што имаме многу големи пари во сферата и не може да престане да постои.
Така, толку. Дали сме доволно близко, дали сме доволно силни во блиска иднина денарот да биде заменен за криптовалута во Македонија, а при тоа да не сме во контакт со државата и како би изгледало тоа на самиот почеток. Тоа е катастрофа. Тоа е лошо, никогаш нема да се случи, тогаш немаш држава. На тој значи целосно контрола. Целосно контрола. Значи он може доколку ти утре нешто направиш незаконски, во било кое време тебе да те исклучи од финансискиот сектор. Значи ти не можеш да отидеш и купиш леп. Значи луѓето треба да го разбере тоа. CBDC е криптотехнологија, но е целосно поседувана од државата. Прост пример, Кина. Значи Кина моментално постои крипто юен, дигитален юен, да. И ти на пример поседуваш wallet, дигитален wallet, поврзан со Централната банка на Кина, така. Значи за државата е многу добро, затоа што он може да спречи инфлација со еден клик. Значи клика и моментално повлекува, да речем, 2 билиона юена од пазарот, со тоа е намалува целосно инфлацијата. Добро, да, во ред. Кликнува, додава 2 билиона на пазарот, нели, кога има потреба од пари. Проблемот што е? Во исто време, значи разликата помеѓу крипто блокчейнот како таков е дека имаш целосна независност и никој на светот не може да те исклучи. Значи не може. Се додека јас на Бојан можам да му поднесам трансакција од една на друга сметка, никој не може да ме забрани. Значи не постои сила на светот, не постои закон што ќе ме спречи од мојот волет да му пратам на Бојан што сакам. Колку сакам. Но додека за разлика од тоа CBDC представува криптотехнологија исто како ова, но целосно централизирана и поседувана од државата во која што живеете. Утре со еден клик може да ве исклучат од постоење затоа што вие нема да може да си купите ни леп. Ќе го заклучат вашето портфолио. Веќе зборев за ова дека крипто и дигитално не е исто. Крипто е нешто што е биткоин, нема собственик. Тоа не може државата да се го дожи. Таа може да направи дигитален денар. Ние имаме дигитални денари. Банкинг што е? Значи картичката, тоа ти е дигитална пара, дигитални денари на некој начин. Со тоа што тогаш може да би се намалила количината на кеш во оптек, али би ја имали истата количина дигитално. И тогаш веќе се менуваат работите. Да, за дигитално ние веќе сме влезени во тоа, за криптовалута, како што го замени денарот, не може тоа да се случи. Зашто? Многу е важно да има декретна валута, државата да стои позади нешто. Ако не стои, веќе се губи смислата на држава. Каква идејата? Не, но пази, разликата е само кеш и пари на сметка, ме разбираш? Значи, моментално тоа се случува во Кина. Они буквално ги охрабруваат граѓаните што повеќе да користат, да речем, wallet апликација на телефонот за плаќање било каде, ме разбираш? Тоа беше случај и кога беше пандемијата. Да, пази сега, има голема разлика. Значи, ова не се банки што го поседуваат, ова е централен систем. Разликата е во тоа што, значи, прост пример, моментално Европа има подпишано договор со Етериум, огромен договор со Етериум, да помогне во создавање, и тоа не е Европа, туку исклучиво Франција, да помогне во создавање на софтвер, што понатаму би бил прифатен во 2028 година од Европската Унија, како CBDC технологија за еврото. Идејата што е? Се додека постои кеш, е многу тешко да го собереш тој кеш за да го вратиш назад и да ја намалиш инфлацијата. Доколку кажеме од денеска не постои кеш, што се случува? Викаш. Значи тоа на пример се случува кога ги укинуваат валутите. Прост пример. На Малта имало нивна валута, сопствена. Значи они викаат вака: од денеска наша валута ја укинуваме, што значи дека ти треба да вратиш таа валута назад во било која банка, а они тебе во противвредност даваат евра затоа што еврото е новата валута на Европска унија. Ето тоа се случува. И сега, на тој начин ти го укинуваш кешот, со тоа што разликата ќе биде. Од денеска викаме дека денарот како кеш не постои. И даваме период во наредните 3 месеци да се врати целиот тој денар назад во било која банка, а ние ќе ви пуштиме вас дигитален денар на вашиот wallet апликација. Се разбираме? Значи вие не губите ништо. Разликата е во тоа што не постои кеш и секаде плаќаш со wallet. Значи дали е на не знам сад, дали е на телефон. Само не заборавајте, пак ќе ви кажам, CBDC, тоа е крипто, тоа е блокчейн технологија, да, но е целосно контролирана и поседувана од држава. Тоа е најголемиот проблем. Така, и тука може да те контролира како сака. Да, сега тоа може добро од една страна, но од друга страна е многу полошо. Нема тоа сигурно да ви каже државата. Така, нормално. Они ќе ви кажат сигурни ви се средства да никој не може да ви ги земе. Не се секирајте. На некој начин ние имаме и такво нешто. Користиме картички, користиме банкинг, плаќаме на интернет.
Што се, воле, не ми треба мене апликација која имам картичка. Па завршивме. Тоа е тоа. Да, големо искочи, долго. Сега ќе видиме колку е, саат и пол или 2, ама... Саат и 44 минути е кај мене моментално. Не, сега го, значи ја прво сакам да се заблагодарам кога сме веќе на крај на емисијава. Значи уште еднаш ви благодарам, посебно на админите Бојан и Даниел, како и на самите членови на групата. Јас стварно ви благодарам што ми дадовте шанса на некој начин да го споделам сето ова со вас, како од каналот, така и од самата група. Како што може да видите, се обидуваме што повеќе можеме да направиме, нели, содржина, едноставно да го донесеме ова како криптосфера дома, затоа што многу луѓето не знаат. И се надевам дека сте благодарни, посебно на админите, затоа што они буквално трпат се за ова да може да дојде до вас. Значи, немаме никаква лоша намера. Значи, ова како што може да видите, не го правиме ни за пари, ни бараме од вас да ни платите нешто, ни бараме да се преплатите, ништо. Значи, од ова немаме никаква корист, го правиме на некој начин за да размениме информации помеѓу себе, да се образуваме еден со друг, така да верувам дека ќе го сватите истото и вие. Значи, слободно учествувајте со нас. Секој што има информации кои што се противни од нашите, а се позитивни, нешто што ние не го знаеме, јас секогаш сум спремен да научам нешто ново. Така да уште еднаш ви благодарам како заедница. Се надевам дека ќе продолжиме вака. Да, и ако има интерес, ние би правиле пак, со тоа што не би го терале 2 сати, би било пократко. Добро, значи може да правиме пократки со помалку прашање, затоа што сега не знаеме колку ќе трае самото прашање. Да, ние не знаевме дека двајцата толку многу збориме и излезаме од се полога, ама нема врска. Нема врска, ќе го пресечаме на 2. Ќе видиме нешто, ќе правиме што ќе правиме. Кој изгледал до сега, до тука, лауда му е, фала многу. Баш така. Да, тоа е стварно. Може да завршиме, а? Да, мотай камли, готово. Ајде, поздрав.